Стартуваше традиционалната сезонска акција за масовно чистење на општината во пресретна пролета. За хигиената во Карпош целосно се грижи локалната самоуправа која од својот оперативен буџет одвојува поголема сума, бидејќи, како што рече градоначалникот Јакимовски, градското претпријатие Комунална хигиена не ја извршува својата работа како што треба. Денеска е традиционалното пролетно чистење на општина Карпош. Започнуваме со урбаната заедница Владо Тасевски, односно конкретно овде платото кај млечен ресторан и исто така оној дел кај педагошка академија. Значи вработените, исто така граѓански активисти, како и дел од администрацијата, сите се вклучени во расчистување на општина Карпош. Значи по еден ден ќе посветиме на секоја местна заедница, се со цел да направиме едно темелно чистење после зимата, да се очистат сите паркови, се што можеме хартија да тргнеме, овака од жардинјери, пикавци и така натаму, за да можеме после многу поедноставно да го одржуваме во текот на пролето и летото, очекувајќи дека за отприлика 30 на дена ќе букне веќе тревата и ќе започнеме и со косење. Односно сега луѓето кои што се ангажирани на одржување на хигиена ќе треба да ги префрлиме по тоа да ја косат тревата. На новинарско прашање како ја оценува иницијативата за садење дрва во Карпош 4 на група граѓани, Јакимовски одговори дека е одлично кога се садат нови дрва, напомнувајќи дека Карпош е најзелената општина во Македонија. Во суштина ние не може да се противиме некој ако сака да сади дрва, меѓутоа сакам да им кажам на тие што се обидуваат на дрвата им текнува 2 месеца пред избори, и практично озеленувањето, садењето од дрва не може да биде плод на една обична кампања предизборна, значи тоа мора да биде континуиран процес. Ако ние работевме како нив 2 месеца пред избори, тогаш во општина Карпош веројатно повеќе ќе наликуваше на Пелагони или на Овче поле отколку на општина Карпош. Односно, ние во изминатите 4 години досега имаме засадено 10.280 дрва. Значи сите овие 4 години работиме на одржување на зелениното, на подигање на нови парковски површини, како и на садење дрва, и затоа сметам дека садење дрва пред 2 месеца пред избори е само обид да се направи обичен политички маркетинг, и тоа на оние кои се обидуваат да се скријат позади некакви си невладини организации. Разеленувањето во Карпош било и ќе биде приоритет на локалната самоуправа, финишираше Јакимовски.